Аероклубот Скопје упати повеќе до поранешните членови на клубот да споделат фотографии и нераскажани приказни од нивно време во клубот. И токму за овој апел утринава разговарам со Јане Стефанов од Аероклубот Скопје. Јане, добро утро, добре дојдовте на брановите на Македонското радио, Радио Скопје. Добро утро и добро најдов. Поздрав и до слушателите на Македонското радио. 100 годишно постоење на клубот е навистина успех на клубот Аероклуб Скопје и треба да биде одбележан. Ајде малку еве за почеток од нашиот разговор пред да проговориме за апелот, малку и за самиот клуб. Кој го основал, како дошло до негово основање, за неговата улога во почетоците и развојот на воздухопловната култура кај нас? Аероклубот Скопје е основан пред 100 години, значи 1923 година, во склопот на тогашната краљевина Југославија, кога се формирали други клубови по Белград, по Загреб. Основан е во Скопје, група ентузијасти во воздухопловството одлучиле да го направат и да почнат да се занимаваат со оваа дејност. Понатаму единствен во овие 100 години единствен прекид на работа на аероклубот е за време на Втората светска војна. Сите новитети од први аероклубот работел преку аеромитинзи, значи преку со цел да се образува јавноста за летањето и за безбедноста на летањето и за да се привлечат кадри во тогашна краљевина Југославија, за да може да се почнат и авио патувања и така натаму. Прекинуто во Втора светска војна, по Втора светска се обновува, меѓутоа вистинската ренесанса, вистинското развивање на ова спортско воздухопловство, односно воздухопловните спортови доживува во 60-тите години, кога сето ова станува многу помасовно. Претходно било дел од војската, заедно со војската, па ентузијасти летале, дрилици скокале подобрани на митинзи во ретки случаеви, се одржувале школи и така натаму, меѓутоа после 60-тите години станува спорт и до ден денеска се рачуна како дел од тие воздухопловни спортови. Така, во ова долгогодишно постоење и функционирање на клубот поминале многу генерации. Имате ли некаква евиденција колку членови има клубот до сега? Колку генерации поминале, колку членови, дали имате можеби некој таков податок? Видите, во нашите архиви постојат дневници од Втората светска војна па наваму. Тоа се книги полни со летови, скокови и меѓутоа точна бројка за колку членови секогаш сме имале немало, секогаш велиме дека е над 20.000. Но прецизно никогаш не сме измериле. Секој член што и бил во клубот оставил некаков траг во клубот и ние токму во оваа прослава на 100 години мора да ги споменеме сите и да им дадеме почит, затоа што тие го направиле клубот тоа што е денеска, една современа воздухопловна организација. Упативте апел до поранешните членови на клубот да споделат фотографии и приказни поврзани со овој клуб. 100 годишното постоење е причината за овој апел. Што сметате дека има уште необјавени фотографии и приказни, сакате да ја збогатите збирката? Вака, ние, кој што реков, архивата ја имаме со сите оние факти историски, меѓутоа уверуваме дека еден голем сегмент за тоа како се живеело во клубот е како бил духот на клубот и тоа можеме да го постигнеме само преку приказните кои дел ги знаеме, дел не ги знаеме, затоа што тие приказни се пренесуваат нели од колено на колено, меѓутоа сигурен сум дека има приказни кои не се раскажани. Еве, по објавувањето на апелот веќе имаме средба утре со еден наш стар член Александар Ристевски, со кој има неколку приказни интересни да ни раскаже, да сподели фотографии. Тој е човек кој летал со првата едрилица
македонска и линденка што е наречена, и верувам дека од него ќе добиеме еден почовечки пристап од тоа како се живеело во клубот и како бил тој клубски дух, како луѓето комуницирале меѓу себе. И токму заради тоа и сакаме ова да го направиме, тоа е едно да им оддадеме почит дека не сме ги заборавиле сите стари членови, затоа што нели многото време брзина и се, меѓутоа мора да си ја држиме базата, тоа се нашите стари членови кои може преку своите раскази, преку се што ќе ни раскажат, да го поттикнат тој клубски дух, а исто така и да ни пренесат одредено знаење како се летало некогаш, како се лета денеска, што треба подобро да се прави и така натаму. Сега во што се состои апелот? Која е пораката до поранешните членови и нивните семејства? Што е она што би сакале да им порачате и да ги поттикнете да се приклучат? Па, прво би сакале да ни исконтактираат. Имаме веб страница само за ова направена, само за прославата на 100 години. Се вика skopje.aero. Исто така има и имейл адреса која е стотка како број 100 години или 100@skopje.aero, да исконтактираат со нас и да ги отворат старите албуми, старите куфери, да се сетат на расказите што биле од тогаш и не мора, нели има членови кои веќе не се со нас, починати се, нивните семејства да ги раскажат тие приказни. Ние сме отворени за сите што сакаат да кажат нешто во врска со клубот, да ги чуеме и некако да го запишеме тоа да остане за наредните 100 и повеќе години. Убава иницијатива на вистина. До кога е можно да се испраќаат, да се направат контакти со вас токму за овие фотографии и на кој начин, да речеме, доколку имаат фотографии да ги достават? Планот е фотографиите на начин. Ке не сконтактираат, па ние ќе се договориме како тоа треба да се искенира и повторно нивните спомени да се вратат таму каде што биле. Планот е од фотографиите да се изберат и да се направи изложба. Изложбата е планирана на некаде во јуни, така да до јуни би требало да ги достават фотографиите, што не значи дека треба да престане процесот. И после тоа, ако некој мисли дека има фотографија или има расказ што сака да го каже, може слободно да не контактира, ние ќе билдаме тоа на веб страната да може луѓето да биде подостапно за луѓето. Потоа сето тоа сакаме да заврши со еден голем аеромитинг на 16 септември, каде што ќе видат сите присутни, ќе има многу акробатски точки, ќе има многу воздухоплови на нашиот аеродром, скокови со падобрани и така натаму. И на тој начин ќе го одбележите веројатно тогаш 100 годишното постоење на клубот. Тоа ќе биде коруната на обележувањето, а сакаме да го обележиме со многу настанени стекот на целата година. Се надевам дека и ќе успеете во тоа. Уште еднаш честитки, со желби нели да се нижат уште многу успешни и активни години. Имате ли голем број членови сега? Каков е интересот? Да, интересот за членување во аероклубот е голем. Луѓето сакаат да се занимаваат со воздухопловните спортови, воздухопловството, летањето, скокањето секогаш била магија. Има мала пречка, бидејќи тоа е сепак скап спорт и ние се обидуваме да го направиме што е можно подостапен за луѓето. Сепак нашиот клуб во овој момент брои преку 350 членови кои редовно гравитираат околу клубот. Има повеќе кои се пасивни, меѓутоа си функционира се убаво. Ја ги покажувам и сите граѓани кои сакаат да дојдат на аеродром. Тоа е аеродром Стенковец. Може во секој време, на добро време, да си дојдат на нашата ливада, како што ја викаме, и да си уживаат во сонцето, во спортовите што ги правиме таму и да го видат воздухопловството од близко. Јас ви благодарам за сите овие информации.
верувам дека се тоа што го кажавте допре и до нашите слушатели, дека многу мина ќе дојдат и ќе го посетат аеродромот, можеби дел ќе испратат и некои фотографии, приказни сведоштва доколку биле некои од нив членови во аероклубот. Благодарна су уште еднаш, честитки и успешен ден ви пожелувам. Благодарам и на вас. До слушање, пријатно. Пријатно, почитувани, го слушнавме Јане Стефанов од аероклубот Скопје, кој оваа година одбележува 100 години од своето